Да, соборци. Денес имаме ретка прилика во Македонското собрание да говориме за тема која до пред некоја година беше табу. Обично, доколку прашате разни групи на активисти, без разлика дали станува збор за заштита на животна околина, легализација на канабис, активисти за деца со пречки во развојот, за борба против сиромаштијата или активизам за подигнување на свеста кај граѓаните за ретки болести, рак на дојка и така натака, тие се најчесто мотивирани од лична засегнатост. Во повеќето случаи во нашите животи ќе се случат одредени инциденти кои потоа не тераат да се бориме посветено на искоренување или ублажување на одредени неправди, перцепции и животни судбини. Од друга страна, политиката во едно граѓанско општество би требала да е насочена кон решавање на сите видови дискриминација, обезбедување на еднакви можности за квалитетен живот на своите граѓани, безбедност, квалитетно образование, квалитетна инфраструктура, правна сигурност, економски развој во градските и руралните средини, зачувување на здрава животна средина, достапност до вода не само на претходно споменатите групи на активисти, туку на целото население, да обезбеди достоинствен живот. Затоа постојат институциите на државата кои се финансираат преку даноците на тие исти граѓани. Активизмот се води на улица, по медиуми, на друштвените мрежи, а многу ретко граѓаните имаат можност да ги раскажат своите проблеми, аспирации и мисли во парламентот, и да побараат од представниците на народот донесување, менување или престанување на одредени закони, а со тоа да придонесат кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Затоа не можам да не ја поздравам можноста преку еден дел на пратеници од овој состав на Законодавниот дом, кои ни овозможија да ги образложиме нашите видувања на темата канабис, законските решенија кои третираат оваа билка, и да предложиме начини на кои од канабисот може целото наше општество да има корист. Мојот ангажман и активност во борбата за легализација на канабисот започна во септември 2013, кога мојот пријател Кирил Попхристов беше уапсен затоа што во својата куќа одгледувал растение кое Кили го користел за да се избори со канцерот, болеста која представува чума во времево на нашето живење. Тогаш нешто во мене се прекрши и започнав да ја истражувам оваа тема, за да дојдам до заклучок дека се работи за една по мене чиста небулоза да биде забранета билката канабис. Доскоро во Македонија немавме закон за медицинска употреба на канабисот, а во моментов имаме еден кој мора да се менува заради пропустите на оние кои го пишувале законот или едноставно нивна незаинтересираност да направа закон кој ќе ја регулира оваа билка земајќи го во предвид на изиниот економски потенцијал и медицинските својства. Наместо да се позајмат делови од законските решенија на Хрватска, може би требаше малку визионерски да се постапи, анализирајќи ги движењата на оваа тема низ светот и искуствата од Уругвај, Португалија, Израел и други. Денес веќе голем број од економските најзрели земји, како САД, Канада, Германија, имаат законски решенија во кој некаде е дозволена само медицинската употреба на канабис, некаде е регулирана рекреативната, а некаде државата не ви се меша во приватноста на вашиот дом. Идејата за штетноста на канабисот и нејзиното класифицирање како штетна дрога, мислам дека е веќе смешна. Најлошото што може да ви се случи е да заспиете, а за позитивните ефекти нема да ми стигнат неколку часови говор. Ќе бидам затоа краток. Истражувањата за позитивните медицински ефекти има низ целиот свет. Во Германија се припишува за 40 на медицински состојби, кај нас за 4 од почеток на донесувањето на законот и тоа не е сменето. Малмет би требало да ги следи овие истражувања и искажувањата на Светската здравствена организација и други организации и таа листа да се редовно дополнува. Што се однесува до економијата, освен фирмите кои добија лиценци за садење или екстракција на масло, или за едното и другото, законското решение исто така не е идеално. Во него се содржани одредени небулози како за илустрација начинот на кој треба да се уништи растенијето без цветот, односно откако се отстранети цветовите на растенијето. Познато ни е дека опасната во наводници материја ТХЦ се наоѓа во цветот, а не во гранките или листовите. Условите кои мора да ги се задоволат за воопшто да помислите да се занимавате со овој бизнис се исто така чудни. Полесно е да садите афион отколку канабис. Конопот кој не ја содржи опасната во наводници материја ТХЦ
Не смее да се засадува, наместо да им се дозволи на земјоделците масовно да го садат и продаваат на операторите, кои може да екстрахираат CBD масло од конопот, со што капацитетите би им работеле попрофитабилно, а земјоделците не би го фрлале својот род или оставале да скапе на нивите, како што е пракса во последниве години со зелка, бостан и годинава со јаболките. Субвенции за тутун, а не за коноп. Предпоставувам, бидејќи тутунот е поздрав. Ете уште една небулоза. Од ослободувањето на билката канабис, земјоделците ќе имаат заработка и ќе се намали миграцијата кон градовите од селата. Канабисот во рекреативна употреба ќе донесе отварање на работни места и цели нови индустрии. Од канабисот ќе се произведува добиточна храна, биодизел, пелети, лекови, ќе се намали криминалот, односно ќе му се исече на криминалот голема ставка од операциите. Ќе се наплаќаат повеќе даноци, ќе имаме порасположени и поздрави граѓани. Секоја држава сака здрави граѓани кои се работоспособни и придонесуваат со даноци, наместо да ја трошат државата со субвенционирано здравство. И на крај, секаде низ Македонија, каде има токсична земја, како во Велес, во близината на Охрис и други места, треба да се засади канабис. Ова растение, оваа билка има својство на прочистувач на почвата. Замислете членови на нашето општество кои придонесуваат во него, работат, плаќаат даноци, издржуваат семејства, заради уживање во канабис да завршат во затвор. Колкава е штетата од ова сценарио? За работното место, за растуреното семејство, за социјалните служби, за полицијата, судовите и затворите. Пресметајте во пари и повторно ќе дојдете до заклучок дека оваа состојба е нелогична и чиста небулоза. Мојот другар Јанаки, адвокат и соборец од Билка, и другите говорници денес, сите овие аспекти посебно ќе ги образложат. Се надевам дека ќе се одважите и ќе бидете похрабри, разгледувајќи законски решенија на темава, за кои сесрно ќе помогнеме. Не чекајте да бидете лично засегнати од потребата, направете добро за сите, за тоа ве гласавме и затоа седите во овој дом. Единствено лошо е што нема лошо. Може би тоа е и проблемот. Се надевам дека Билка, Сдруженијето чиј соосновач сум и председател, ќе најде слух кај пратениците, да ја смениме оваа неправда и да зачекориме со чевли како оние на Канада. Ќе споделам со вас и една вест од вчера. Канадската фирма Tilray Incorporated се договорила да ја откупи компанијата која се занимава со производство на храна од коноп, Manitoba Harvest, за $277,5 милиони и со тоа ќе ги искористи продажните места во 16,000 американски продавници. Би сакал да имаме такви вести од Македонија. Благодарам. Благодарам, господите на канабис, оној пат кога нема елементи на продажба. Моменталната состојба во Република Македонија по ова прашање е алармантна. Пред 10 години се донесоа законски измени во Кривичниот законник и се додаде нов став во членот 215, став 2, за помало количество на наркотици, вклучително и за канабис. Меѓутоа, ова создаде сериозен проблем, бидејќи законодавецот ниту во членот 215, ниту во членот 122 кој ги детерминира, кој ги појаснува називите користени во Кривичниот законник, не појаснува што подразбира под помало количество. Овој сериозен вакуум го злоупотреби Републичкото јавно обвинителство во 2009 година со носење на задолжително упатство до сите јавни обвинители. Да, конкретно во погледот на канабисот, помало количество се смета до 5 грама канабис, а над 5 грама канабис по автоматизам носи обвинение со интенција за продажба, односно дека понаедениот канабис е со намера да се продава, иако за тоа во случаи за тоа кога нема никакви други елементи на продажба, а оние кои работиме оваа работа ги знаат, вклучително и представниците од МВР ги знаат кои се тие елементи на продажба, значи говориме за вага, пакување во малопродажни количини, сведоци, примерки и така натаму, и така натаму, и така натаму.
Нажалост, нашите судови се сервилни на јавните обвинителства и безпоговорно ги прифаќа овие обвиненија, што доведе до ситуација да уживатели на канабис, говорам кога нема други елементи на продажби, бидејќи минимални количини може да бидат продажба ако за тоа се исполнети условите, има докази, но во услови кога нема докази за продажба, имаме алармантна ситуација да уживатели на канабис одговараат исто како да се дилери со запретена казна од 3 до 10 години затвор. Тука накратко не би ве задржувал, би сакал да истакнам со дозвола на моите клиенти, еклатантни примери за ова што говорам. Имено имав странка која што во низиниот дом беше пронајден канабис во количина од 8 грама во едно пакување, значи не разделена во мало продажна количина, без никаков друг елемент за продажба, и истиот доби обвинение со намера за продажба. На прв степен доби условна казна, меѓутоа, бидејќи на 18 годишна возраст имаше лицето осуда за кражба на бензин, нам беше, обвинителството се жалеше и ние до последен момент се тресавме на апелација дали ќе добие 3 години затвор. Вториот еклатантен пример кој што сакам да ви го посочам, за кој што сум убеден дека не се работи за злоупотреба, е кога моја странка заедно со свој пријател во градот Скопје уживале на јавно место канабис и запленетата количина беше смешна, 0,09 грама канабис, бидејќи полициски службеници ги фатиле како го фрлаат од пушокот. И не е спорно. Кривичното дело е исполнето, член 216 тука постои, нема тука збор. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам оние што работата го знаат тоа. Процедурата е следна. Од пушокот ќе се даде на вештачење, најчесто се користи форензичката лабораторија на МВР. Сето тоа чини пари, вештачењето чини пари. Овластените службени лица чинат средства, нормално, тоа се ресурси на државата. Се ангажира јавен обвинител, се ангажира судија. Обвинетиот, односно или осомничениот, ангажира адвокат, што е исто така трошење на непотребни ресурси, а говориме за личности кои немаат или имаат мощен низок степен на кривична одговорност, па вие можете да си направите проста математика и да видите колку државата би заштедила доколку не ги гони овие лица. И став е на Сдруженијето, и особено е мој личен став, дека членот 216 од Кривичниот законник, сем кога се работи спрема малолетни лица, треба да се избрише. Ваквата состојба републичкото јавно обвинителство се става во улога на законодавец и да детерминира нешто што само ова собрание може да го детерминира, е противуставна, противправна и го крши едно од основните вредности на Уставот на Република Македонија, а тоа е владење на правото, бидејќи обвинителството не е законодавец. Од тие причини Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка иницира измени во Кривичниот законник со кој законски ќе се одреди која количина државата ја смета за лична употреба во услови кога нема други елементи на продажба, како веќе напоменатите, што ќе доведе во состојба на владење на правото, дестигматизација на уживателите на канабис, нивна декриминализација, но и ќе донесне директни и индиректни економски бенефити за државата, која веќе нема непотребно да ги користи и онака оскудните ресурси, како веќе напоменати, да ангажира високо образовани инспектори од одделот за недозволена трговија и шверц, во кој што има и самата држава инвестирано, вештачење на канабис кои чинат пари, обвинители и адвокати. Согласно анализата, казнување на прекршителите за дрога, законодавната политика и судската пракса на невладината организација ХОПС за периодот од октомври 2009 година до декември 2013 година на подрачјето на градот Скопје. Прекршочно се казнети само 9 лица, а кривично се осудени повеќе од 500 лица. Исто така во Тетово има само едно лице кое е прекршочно казнето за употреба на дрога, а 66 постапки се правосудно завршени по кривични дела поврзани со дроги. Ваквата состојба доведува до заклучок дека во одредени градови како Скопје, Тетово и Велес има повеќе лица кои поседуваат дрога поради продажба, отколку што има лица кои поштепуваат дроги, или пак се работи за тенденција на криминализација на употребата на дроги и поседувањето на дрога за, потенцирам, лична употреба. Сето ова е последица на погоре дефинираниот проблем кој Билка сака да го таргетира, а кои законски измени несомнено ќе доведат до освен ревоспоставување на владење на правото во овој дел, туку ќе доведат и до дестигматизација на уживателите на канабис, кои како граѓани на Република Македонија се таргетирани како сторители на кривични дела.
Со оваа иницијатива билка се обидува да има мултидисциплинарен пристап, не задржувајќи се само на кривичниот аспект, туку целта на Сдруженијето е да се постигнат законски измени на повеќе нивоа кои несомнено ќе резултираат со позитивни промени за граѓаните од повеќе аспекти. Така, покрај кривичното право, Сдруженијето се залага и за измени кои ќе донесат и економски бенефити за граѓаните. Согласно измените од март 2016 година на Законот за контрола на други психотропни супстанци, комерцијалното одгледување на канабис е можно само за правни лица кои ќе исполнат супер високи критериуми. Но законските измени, нажалост, 3 години подоцна, сите сте сведоци дека не даваат никакви бенефити за граѓаните. Имаме една парадоксална состојба да во декември 2018 година има 15 правни лица кои што имаат лиценца за одгледување на канабис, меѓутоа отсуствуваат бенефитите за граѓаните. Производи на пазарот речиси да нема, а и оние кои ги има се несоодветни. Нормално е дека правните лица во услови кога не се обврзани на ниеден начин од регулатива и од државата, дека се сконцентрирани на надворешниот пазар, бидејќи нашиот пазар е мал. Меѓутоа, нажалост, узнаваме од прилично релевантни извори дека се подготвуваат измени и во овој дел без наша согласност или согласност на невладиниот сектор, да се овозможи извезување и на цветот на канабисот, што 10-кратно ќе го зголеми бенефитот на правните лица. И тоа е во ред. Ние немаме никаков проблем да комерцијалните лица остваруваат бенефит, но каде е бенефитот за граѓаните? Оваа држава овозможи златна когошка бизнис на мала група на правни лица, а граѓаните, пациентите немаат ниту бенефит, ниту се обврзани да даваат производи на нашиот пазар, а од друга страна паралелата е дека граѓаните и оние кои што се нашле во немоќ се гонети. Сметаме дека ваквата состојба е нужно да се измени, бидејќи законите пред се треба да се сервис на граѓаните. При што ќе повторам дека ние немаме ништо против комерцијалниот бенефит на тие ентитети кои одлучиле да се занимаваат со тој бизнис, но минимум бенефитот кој отсуствува мора да има и за граѓаните. Ваквата погрешна државна политика доведе до парадоксална состојба, при што доколку некој граѓанин или странец има значителни средства, тој ќе биде бизнисмен и може да одгледува канабис без лимити, а доколку некој граѓанин има блиско лице во семејството и диагноза која што може да се третира со канабис, тој ќе биде жестоко гонет со забранета казна од 3 до 10 години. Од тука сметаме дека е потребна и законска измена по Законот за контрола на опојни и други психотропни супстанции, кои измени ќе овозможат да секој граѓанин кој има здравствена состојба која што е препознаена од државата дека може да се третира со канабис, да може да дома да засади канабис во одреден број растенија, истиот да биде лиценциран при Министерството за земјоделство. Сдруженијето не бега од државната контрола. Апсолутно сметаме дека овие лица треба да бидат лиценцирани и дека фокусот на контрола мора да се префрли од Министерството за здравство до Министерството за земјоделство, бидејќи како што и Џон напомена, сите најнови истражувања покажуваат отсуство на трајни штетни последици од конзумација на канабис. Потребата ќе скратам. Сите овие измени повлекуваат нужност за основање на нова засебна агенција за канабис, која ќе со донесување на нов закон за основање на агенција за канабис, кој ги регулира нејзините надлежности, креирање на политики, регулација на законски и подзаконски акти поврзани со канабисот и слично. Исто така се залагаме и за укинување на комисијата предвидена со Законот за контрола и опојни дроги, бидејќи нејзиното постоење се покажа дека е само декор и истата е нефункционална. Се залагаме за овозможување на рекреативна употреба на канабис на полнолетни граѓани. Има тука повеќе модели, за нас најприфатлив е моделот на диспензери, односно да се направи јасна дистинкција меѓу правни лица кои произведуваат канабис и правни лица кои го продаваат без задршка да некое правно лице може да се бави и со двата области. Дополнително, нашиот модел предлага развој на микропредпријатија, дури на мало семејно ниво, со задолжително вклучување на македонскиот земјоделец како важна алка во целиот процес. Ваквата поширока инклузија ќе доведе до промена на моментната состојба, бидејќи економскиот бенефит ќе биде за многу поширок круг граѓани, а не само за мала привилегирана група на правни лица заштитени со строга регулатива. Секако не е за занимарување здравствениот бенефит, бидејќи ваквиот систем ќе го подлежи канабисот кој се става во промет на контрола на квалитет. И конзументите ќе бидат сигурни дека конзумираат природен канабис без нуспојави, што моментниот црн пазар не може да го гарантира.
Откако се донесени измените во законот од 2016 година и правилникот за состојби кои што може да се третираат се само 4: ХИВ, мултипла склероза, епилепсија и канцер, таа листа не е ревидирана. Во развиениот свет, во Германија, например, се користи канабисот за 40 на состојби, во Соединетите Американски држави за преку 100, а кај нас не е ревидирана ниту еднаш. Ова е нешто најлесно што може да се направи, затоа што се таргетира, затоа што се регулира со правилник кој може самиот министер да го измени, а ние се залагаме да се донесат измени во овој дел кои ќе го обврзат Министерството за здравство, а понатаму се надеваме дека тоа ќе биде Министерството за земјоделство да барем еднаш годишно се ревидира. Конкретно, канабисот наоѓа широк третман широка примена во третманот на болка, секаде во светот каде што е дозволено е тоа така. Затоа говореа и асистент доктор Филип Гучев, директор на ревматологија, и доктор Дарко Костовски, психијатар од ГОП 8 септември на трибината која Билка ја организираше на 7 февруари минатата година. Сите овие погори, и тука завршувам, почитувам председателите, сите го погоре наведени промени бараат и науката да остане во чекор со позитивните законски измени. Свесни сте дека постојат стотици различни типови на канабис, затоа сметаме дека се потребни измени и во законот на високо образование, како и во подзаконските акти и статутот на Факултетот на земјоделски науки и храна при УКИМ, кои ќе овозможат основање на институт за канабис, кој ќе се занимава со научна работа поврзана со канабисот, но и создавање на нови автохтони типови кои потекнуваат од Република Македонија. И тука сметам дека Факултетот за земјоделски науки треба да биде стожер и носител, бидејќи истите а ние би биле радо партнер, бидејќи истите поседуваат и ресурси, и лабораторија, и собствена земја. Алтернативно, законот за високо образование дозволува и така наречено алтернативно образование во склоп на постоечките факултети да се воведат наставни програми од 2 до 3 семестри кои може да се посветат на канабис. Почитувани, недопустливо е во Република Македонија да ако јас имам 1 милион евра, а сите знаете колку на наши граѓани ги имаат тие можности и јас можам да имам неброен број на растенија и ќе се викам бизнисмен. А ако некој човек силом прилика, што би рекле нашите северни соседи, е принуден бидејќи нема финансиски средства за да засадува канабис, говорам кога нема елементи за продажба. Дилери воопшто не оправдувам. Меѓутоа, ако некој има болен член на семејството и засади канабис бидејќи нема финансиски средства за да купува масло од канабис на црниот пазар, тој ќе биде жестоко гонет. Многумина наши граѓани го имаат тој проблем и немаат легален пристап до лекот на канабис. Вклучително и мојата мајка, која пред 2 дена почина после кратка борба од канцер. Истата немаше пристап до легален канабис. Да не дозволиме нашите граѓани да умираат. Билка иницира законски измени, ќе започнеме со декриминализација на канабис, тоа е минимум што можете да направите за вашите граѓани. Недопустливо е конзументите на канабис во 21 век да се таргетираат како дилери на дрога. Последните 2 месеци пред вас ќе се најдат законски измени и јас ве повикувам сите да ги поддржите. Ви благодарам многу.